На денешната 83-та седница собранието го избра новиот состав на Државната изборна комисија. За нов председател на ДИК е избран Бојан Маричиќ, за подпредседател е избран Абдуш Демирија, за членови на комисијата Александар Даштевски, Ангел Чористов, Светлана Карапетрова, Борис Кондарко и Дитмире Шејху. Маричиќ доаѓа на местото на Борис Кондарко, кој исто така беше на предлог на СДСМ. Државната изборна комисија е составена од 7 члена, председател, подпредседател и 5 други члена. Членови на ДИК може да бидат државјани на Република Македонија со постојано место на живење во земјата, да се дипломирани правници со најмалку 8 години работно искуство како правници и да не бидат членови на орган на политичка партија. Министерот за внатрешни работи Панче Тушковски денеска уствари билатерална средба со министерката за внатрешни работи на Република Албанија Албана Кочиу, која предстојува во официјална посета на земјава. На средбата биле разгледани повеќе значајни прашања од заеднички интерес со акцент на унапредување на општата соработка меѓу двете министерства. Планот до почетокот на туристичката сезона да се имплементира one-stop системот и со Република Албанија. Можноста за пуштање на граничен премин Џепиште-Требиште да работи постојано 24 часа во годината, како и активностите поврзани со нацрт договорите меѓу двете влади за воспоставување заеднички контроли на заедничките гранични премини и за основање и функционирање на Центар за полициска и царинска соработка. Ја разгледавме и можноста граничниот премин Џепиште-Требиште во иднина, оној режим на функционирање кој што го има сега, а тоа е во летниот период до 8 часот, во зимскиот период до 18 часот. Да го продолжиме согласно можностите и капацитетите на двете министерства да функционира 24/7 во текот на годината, со тоа што ќе има возможиме на граѓаните од едната и од другата страна да имаат подобра комуникација, да остваруваат поголем број на услуги од едната и од другата страна и нашата соработка да ја покренеме на повисоко и подобро ниво, потенцираше министерот Тошковски. Во рамки на посетата се одржа и средба на високо ниво меѓу министрите за внатрешни работи и директорите на царинските служби на двете земји, посветена на воспоставувањето на заеднички контакт центар за полициска и царинска соработка. Овој центар ќе представува дополнителен механизам за побрза и поефикасна размена на информации, координација и заедничко делување во справувањето со прекуграничниот криминал. Вчера одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против 37 годишното лице МЗ, 61 годишниот ИБ и 59 годишниот ГБ, сите од Скопје, поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Имено како што информираат од МВР на 26 јануари, МЗ, лице од Струга, купил моторно возило Opel Combo со швајцарски национални ознаки, во кое заедно со ИБ сместиле наркотична дрога марихуана, при што го контактирале лицето ГБ со цел моторното возило да биде шлепувано од Струга до Скопје за цена од 200 евра, бидејќи не било во возна состојба. Откако пристигнале во Скопје, прво пријавениот заедно со второ пријавениот побарале од лицето ГБ, трето пријавен за сума од 40 евра да продолжи да вози до Свети Николе, позади моторно возило Мерцедес во кое тие се превезувале. На регионалниот пат во близина на Свети Николе полициските службеници по претходно добиени информации дека ќе биде извршен транспорт на поголема количина на дрога, го запреле товарното возило и веко кое го шлепувало возилото Opel Combo. При преглед на задната клупа и во багажниот простор на возилото пронајдени се 8 торби во кои имало 50 пакувања марихуана. По извршено вештачење во одделот за форензички испитувања при МВР, утврдено е дека станува збор за 150 килограми марихуана, информираат од МВР. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Куба наскоро ќе се распадне, истакнувајќи дека Венецуела, некогаш главен снабдувач со нафта на островот, неодамна престанала да испраќа нафта или пари во Куба. Куба е навистина нација која е многу блиска до колапс. Знаете, тие порано добиваа пари од Венецуела.
Порано добиваа нафта од Венецуела, тие веќе не ја добиваат, изјави Трамп. Кубанскиот председател Мигел Диас Канел изјави на почетокот на јануари дека Вашингтон нема морално право да и наметне договор на Куба, откако Трамп предложи властите на комунистичкиот остров да постигнат договор со САД. Соборувањето на комунистичката влада на Куба, која е на власт од Кубанската револуција во 1959 година, е 100% настан за 2026 година, во очите на американската администрација, објави претходно американскиот политико. Најмалку 50 лица во 14 држави починаа од последиците на силната зимска бура што зафати голем дел од централните и источните Соединети американски држави, носејќи снег, мраз и температури под нулата, соопштија локалните власти. Околу 500 и повеќе од 4000 бездомници за кои се проценува дека живеат на улиците и метрото во градот биле сместени во засолништа од 19 јануари. Низ Соединетите американски држави причините за смрт поврзани со бурата се движеа од хипотермија до срцеви удари при чистење снег. Други смртни случаи од хипотермија се пријавени во Канзас, Кентаки, Луизијана, Мисисипи, Јужна Каролина, Тенеси и Мичиген, објавија локалните медиуми. Речиси 200 милиони американци остануваат под некаков вид предупредување за смрзнување, барем до 1 февруари, а метролозите следат уште една можна зимска бура, што би можела да го погоди источниот дел на Соединетите американски држави овој викенд.